имате склучен договор за јавна набавка на услуги за собирање на смет. Зошто се одлучивте како комуналец? Која е причината која што одлучивте на ваков чекор? Добро, да, точно е тоа, да јавното комунално предпријатие Комуналец има склучено и веќе и договор, значи јавната набавка е завршена со приватна компанија, оператор од Струмица за услуга подигнување и собирање на смет. Која е основната причина? Значи, основната причина е тоа што ние како јавно комунално предпријатие располагаме со соодветна механизација и голем број на автосмекери, но и воедно и покриваме огромна територија на општина Струмица каде што собираме смет. Што сакам да кажам? Освен градот во кој што значи собираме смет, ние собираме и во сите населени места во општина Струмица, освен 3 населени, морам да ги спомнам, бидејќи се тие остатокот од што останаа, тоа се рицко-планински места, населените места Попчево, Рич и Белотино, кои што се уште не собираме и бараме некој модалитет или начин како и на кој начин таму да го собираме. За разлика од другите, значи за разлика ги собираме во сите други населени места по истиот принцип како што го собираме во градот, 2 пати, значи неделно. И тоа се реони кои што континуирано значи се повторуваат и се собираат на тој начин. Така да, во одреден период, во последните неколку години се склучува да имаме и соодветни проблеми, да кажеме, или дефеци кај самите возила, бидејќи и нашите возила не се од понови, да кажеме, но имаат доста животен век, да кажеме, имајќи пред дека тие возила се доста и оперативно истрошени, односно доста се користат, се случува во кој често пати имаме дефеци во кои што траат и по неколку дена или некој пати недели, зависност од проблематиката на самиот проблем што се јавува кај камионите, се одлучивме да направиме и таква јавна набавка, која што, значи во секое време ќе можеме да повлекуваме од економскиот оператор, кој има добиено јавната набавка, да повлекуваме возило за наши потреби. По потреба, значи. Што значи тоа? Ако во моментот имаме 2 возила кои што во моментот се на ремонт и поправка во нашата механичка работилница и дел имаме и во други сервисни автосервиси кои што имат соодветна опрема кои што ние не располагаме, претежно тоа е дигиталната опрема, компјутерски и така натаму. Во овој период покриваме, значи покриваме значи со овие камиони кои што ги изнаемуваме на одреден временски период. Ние тендерот е направен така да изгледа, е направен за да може да го покриват сите реони кои што ги имаме во Струмица, бидејќи Струмица има 7 реони кои што се континуирано пособираат смет, тоа се значи 4 во градот и 3 во населените места, тоа се 7 возила во еден потек кои што комуницираат и дополнително 2 интервентни возила кои што делуваат на теренот во централното градско подрачје кај што се собира секојдневно ѓубрето, за разлика од другите реони кај што имаме собирање 2 пати неделно, тука имаме секојдневно, така да тие камиони, тоа го имат секојдневна рута на собирање на смет. И за тоа беше главната причина која што се одлучивме. Ние покрај ова прв пат го правиме искрено. Јас сметам дека можеби сме и први во Македонија како јавно комунално предпријатие кое што се одлучи на овој чекор, се со цел да граѓаните имат услуга која што ќе биде навремено. На крајот на денот, знаете, граѓаните сакат услугата собирање на смет да биде завршена. Јас како директор и менаџер на јавното предпријатие Комуналец Струмица морам да најдам модуси и начини како тоа да го изменаџирам, за да граѓаните не ги осетат нашите проблеми кои што се нормални во тековното работење. Значи, расипување на камиони, недостаток на контењери, изгорување на контењери и така натаму. Тоа сето морам јас да го организирам како менаџер, за да можеме се на крај да имаме вистинска и навремена услуга према граѓаните.